Јавното обвинителство не знае кога, ниту како сопственикот на Секјуриком избегал од државава. Во март годинава на Волфганг Гампер му беше одземен пасошот, а на поранешниот директор на службата за општи и заеднички работи Васе Доневски му беше одреден притвор за местење на 11 милионскиот тендер за одржување на владата. Еден месец подоцна, на Доневски му беше продолжен притворот, а веќе од наредниот поранешниот директор се наоѓа во домашен притвор. Пред 2 дена, обвинителството поднесе кривична пријава и извести дека Гампер се наоѓа во бегство. Поставивме прашања. Кога и на каков начин сопственикот на Секјуриком ја напуштил државава со оглед на фактот дека неговиот пасош е одземен. По жалба на првоосомничениот апелацискиот суд Скопје со решение од 2.5.2018 година ја укина мерката притвор за лицето и истата е заменета со мерка куќен притвор. Постапувајќи по информацијата дека второосомничениот во овој предмет и покрај изречените мерки на предпазливост не е достапен за органите на прогонот, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција побара од надлежниот суд мерките да му се заменат со мерка притвор. За ова лице со решение на судот е определена мерка притвор која ќе започне да се применува од денот на неговото пронаоѓање и лишување од слобода. Дополнително за лицето е распишана меѓународна потерница, а обвинителството работи на утврдување кога и на кој начин осомничениот станал недостапен за органите на прогонот. Секјуриком во Македонија е отворена во 2000 година, а 15 години се грижи за одржување на владата. Уште на самиот почеток се појавија контроверзии околу оваа фирма, кога во 2002 околу 500 вработени од службата за општи и заеднички работи беа префрлени во Секјуриком, а на нивно место беа вработувани партиски кадри. Од тогаш Секјуриком е единствената фирма која покрива повеќе од 5 неповрзани дејности. Пред 2 месеци вработените во Секјуриком си ги бараа за останатите плати и беа спречени да влезат во седиштето на фирмата. Гампер на тендерот пријавил 4 заинтересирани фирми за да прикаже лажна конкуренција, а на крајот единствено Секјуриком исполнувала услови да учествува. На истрагата на финансиската полиција предходеше кривична пријава од компанијата Land Service.